Јас сум професор Филип Дума, дечки невролог, вработам моментално во невромедика. Денешната тема се резистентните епилепсии. Резистентните епилепсии се најголем проблем терапеутски и проблем за семејствата во детската возраст. Тоа се најчесто придружени со епилептични енцефалопатии. Класификацијата, ако има два обида со терапија и неуспешни, тогаш треба да се направат некои стапки за да се биде лекувањето поуспешно. Прва работа е предоперативна евалуација, и ако се вика предоперативна евалуација, тоа уствари подолготрајна евалуација со магнетна резонанса од висока резолуција и со видеоеги кои трае повеќе денови. За да се дефинира финфокусот, ако треба се дополнува со PET скен и со други исследувања. И понатаму одиме во комбинација, предвидуваме која комбинација на лекови може да биде успешна. Ако лековите не се успешни, тогаш можеме да пристапиме кон кетогена диета, вагостимулатор, CBD или дериват од канабис и хируршките. Хируршкиот третман може да биде палиативен и може да биде куративен, што значи дека ако можеме со хируршки третман да го странеме фокусот, пациентот да биде комплетно слободен од епилепсијата. Не секогаш е тоа возможно. Освен терапевтските методи, неопходна е посебна грижа и посебен третман за семејството, кој што го има тој проблем, затоа што резистентните епилепсии, посебно епилептичните енцефалопатии, се со чести напади кои што барат големо внимание, барат голема посветеност и голема пожртвуваност од страна на семејството. Потребни се и посебни мерки против самоповредување на детето. Ако има атаки кои што се дропатаки со паѓање, тогаш е пожелно да носи шлем и да биде во заштитена околина или барем да има начин да се заштити од нагли напади, посебно ако во некој просторија кај што има предмети со кои што може да се повреди или ако се наоѓа на улица каде што нападот може да се деси за времено. Сите тие проценки може да ги изведеме заедно со родителите, да ги спроведеме така како што треба и на место кај што треба. Дел од терапиите не се на располагање во Македонија, уствари најголем дел од терапиите не се на располагање во Македонија, меѓутоа и патувањето во соодветни центри кај што ги се спроведат тие терапија мощна важна, да може да бидат направени како што треба и во најдобриот интерес на пациентот и на семејството.